Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска недела повторно во 12 часот од пресцентарот на ВМРО ДПМН имаме панел дискусија на тема повисоки плати за просветниот кадар. Со нас се еминентни гости кои што може да дискутираат на темата, практично кои што ги креираат политиките поврзани со образованието во ВМРО ДПМН, професор доктор Весна Јаневска, како професор на медицинскиот факултет, господин Сашо Клековски, Анастасија Илиевска и Игор Здравковски, кој што е пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, инаку сектор образование покрива во собранието. Ова што се случува во моментов во Република Македонија во однос на просветниот сектор во образованието и сите оние протести кои што го креваат гласот просветните работници и луѓето кои што практично ја описменуваат нацијата, не е ништо случајно и не е никаква случајност секогаш кога СДСМ е на власт. Секогаш во историјата кога биле СДСМ на власт ни се случува практично ова. Угнетувани се просветните работници, просветниот кадар, практично нивната работа воопшто не е ценета и не е вреднувана и затоа доаѓа до овие протести кои што ги организира можеби најголемиот синдикат кој што функционира во Република Македонија, тоа е синдикатот на просветните работници СОНГ. Чисто да се навратиме наназад како увертира, верувам дека ќе продолжи во таа насока и останатиот дел од панел дискутантите. Слична ваква ситуација имаше во периодот од 2002 до 2006 година, каде што во тоа време со тие сепак ниски стандарди кои што ги постави СДСМ како владење и воопшто како воспоставување на процес на исплаќање плати во тоа време во образованието, најниската плата во образовниот процес тоа време беше 3600 денари, додека пак просечната плата беше 7500 денари. Од тогаш навака, откако дојде владата на ВМРО ДПМН, нели се правеа напори, се правеа калкулации да целовремено се зголемува, практично се дуплира, триплира платата на просветните работници, за да дојдеме сега повторно во ситуација каде што имаме сериозна инфлација, каде што имаме сериозна економска криза за која што знаеле од владата дека ќе постои, каде што имаме наназад 3 до 4 години само ветување од владата дека воопшто нешто ќе постигнат во образованието, практично гледаме дека одат само надолу и верувам дека нивната несозреаност да ги решат проблемите во образованието резултира и со тоа да нашите универзитети, но и воопшто образовниот процес падне многу ниско на светските ранг листи, многу пониско од тоа што воопшто некој очекувал, што и не е случајно секогаш кога СДСМ на власт, повторно да потенцирам, и практично сите оние луѓе кои што ја описменуваат нацијата, оние кои што се грижат да имаме писмена и образована нација, СДСМ ги угнетува и на ниту еден начин не се обидува да им ги реши проблемите со кои што се соочуваат изминативе години. Ако претходно сме имале некој редослед на решавање на проблемите, бидејќи нормално е да не може се одеднаш да се реши, практично изминативе 4 години имаме само проширување и трупање на проблемите во образованието. Се надам дека ќе имаме плодна дискусија, така да Марија, ако може да продолжи во насока. Благодарам. Добар ден и од мене до нашите говорници и до граѓаните и до медиумите. Особено актуелна е состојбата со образованието во последниве недели. Ние често знаеме сите да кажеме дека дали се слушаме. Се извинувам за мал технички проблем. Многу често знаеме да кажеме дека образованието е столбот на државата, но континуирано гледаме како власта предводена од СДСМ изминативе години го руши тој столб. Образованието е потребно да има еден континуиран развоен процес, но ние гледаме дека ресорот образование станува ресор на експерименти. Јас тука би дала збор на професорката Весна Јаневска, која што и како председател на Комисијата за образование и наука на ВМРО ДПМН многу детално и темелно ја следи состојбата изминативе години. Па професор, ќе би започнала со вас и би ве прашала дали може да ни дадете една генерална слика за тоа од каде дојде до штрајкот на образовните на просветниот кадар, зошто владата немаше слух за потребите и барањата кои што ги има наставниците и учителите и како можеме подобро да ја завршиме оваа состојба, секако со надеж дека децата ќе се вратат во училишните клупи.
Благодарам, Марија. Добар ден на сите. Состојбата која доведе до штрајк е долгорочна. Не е тоа нешто што се случи за неколку дена и наставниците само заради галопирачката инфлација и тешката инфлација која ни се случува, решија да штрајкуваат. Преговорите на СОН почнаа уште во минатиот мандат на истава влада, со променет премиер и министри, кога и се обратија на министерката Мила Царовска. Немаше разбирање, потоа се обратија до новиот министер, исто така да преговарат, и тој сам кажа дека првото барање е на 3 март, а сега сме 15 април и од тогаш до сега немаше ништо, никакви сигнали од владата дека ќе има разбирање за она што се случува меѓу наставниците. Се разбира дека дел од она што го бараат наставниците и покачување на платата, за кој имаат апсолутно право, но не е во прашање само платата. Ке почнам од платата. Наставниците им примаат помала плата од просечната плата во нашата земја, што ги доведува во една состојба на незавидна состојба и во една состојба на зависност од власта и од многу други чинители во земјата. Оние кои очекуваме да бидат столб на државата, да градат нови кадри, ама успешни кадри, кадри со компетенции, кои треба да ја носат целата одговорност за една држава, од нив очекуваме да бидат и министри, и премиери, и председатели на државата, тие луѓе всушност се со згазено достоинство, но покрај тоа што достоинството им е нарушено, тие се сведени на ситуација на преживување. Затоа што платата кај наставниците, основната плата е 23.000 денари, со менторства, со стаж, тие стигнуваат до 29.000 денари, а пред само некој ден представник на владата кажа дека просечната плата во Македонија е 30.000 денари. Сега замислете како се чувствуваат тие кои треба да се справуваат не само со инфлацијата. Инфлацијата е само дел од проблемот. Тие се справуваа во изминатите години со многу потешкоти. Прво со големиот број на ученици, друго со корона епидемијата, неподготвени беа втурнати, мора да работат онлайн, но државата не најде начин да им го олесни тоа онлайн на работење, па тие користеа своји уреди, користеа своји средства за да можат да работат со децата. Еден извештај на Обединети нации кажа дека наставата се одвивала по редослед. И само тоа беше добро, ништо по распоред, се извинувам, и ништо друго не беше позитивно. Учениците не беа многу задоволни, родителите исто така не беа многу задоволни, но наставниците својата работа си ја завршија. Значи, тие си работеа по распоред, си држеа предавања, си држеа часови, се соочија со деца кои немаа електронски уреди и се соочија со најлошата реформа во Македонија во однос на основното образование. Имало и претходно реформи, ниедна реформа не е лесна, да не зборуваме која каков ефект дала, но оваа реформа беше исклучително лошо прифатена не само од наставниците, од стручната јавност, од наставниците, од родителите, па тука ги вклучувам и учениците. Беа втурнати неподготвени во реформа, за која навистина немаше никакво оправдување дека во тек на пандемија, а сега и во тек на инфлација, треба да се случува. Значи, не е само платата, туку и проблемите со кои тие се соочуваат на работните места. А од нив очекуваме да дадат многу и треба да дадат многу. Значи, не е оправдување се што се случува во општеството за тие да не можат да дадат производ, меѓутоа образованието е такво какво што ни општеството. Не можеме вината да ја фрлиме на наставниците за она што се случува во општеството, затоа што се под постојани притисоци. И сега во овој момент се под притисоци. Прво, министерот јавно суптилно им вели вратете се на настава, прекинете го штрајкот, ути ученикот е на прво место. Да, ученикот и наставата се на прво место, но владата е должна да им го реши горечкиот проблем
Владата ургентно треба да им даде 18%, што е минимално за да им се врати пристојниот живот. Не е тоа некаков луксус кој они го бараат. Они бараат средства за нормален живот. Се друго што ќе понуди, како и оваа устна понуда од 10%, е, простете на зборот, но тоа е играње мајтап со наставниците и дополнително нивно понижување. Прво предлог се дава на хартија. Што е тоа усен предлог? Од тука се гледа несериозноста и обидот де факто да се скрши штрајкот. Дополнителни притисоци и дополнително понижување на наставниот кадар е тоа што одредени директори по партиски директиви им се закануваат дека ќе следат последици, бараат од родителите да се вратат учениците на училиште, но едно забораваат, родителите ги поддржаа наставниците. Тоа е многу важно и тоа е многу значајно и таа порака владата треба да ја прими. Жал ми е што иако постојано тврдат дека разбрале што вели народот, дека ги разбираат пораките од народот, нивните делувања покажуваат дека де факто ништо не разбираат. И родителите и повозрастните ученици ги поддржаа наставниците затоа што тие гледаат со што се соочуваат наставниците. Уште еден многу значаен момент се случи во овој штрајк, а тоа е што сите штрајкуваат. 90% од наставниците штрајкуваат, не штрајкуваат оние што се уценети, што се на определено време и се плашат дека ќе изгубат работата. Значи штрајкуваат македонци, албанци, турци, срби, роми, хрвати, бошњаци, ерменци, се што живее во оваа земја, а е наставник во моментов штрајкува. Тоа е една точка на обединување која покажува колку им е значајна оваа плата на наставниците. Колку многу им значат тие мали пари, оти станува збор за околу 4000 денари, за да им го подобрат стандард, за да можат нормално да работат и да се вложат. И секако морам да кажам, е многу важно. Значи, не е образованието само неколку централни скопски училишта кои се добро опремени и во кои, да речеме, нема проблеми ни за печатење, ни за електронски уреди, ни за евентуално тестови наставни ливчиња. Во помалите општини во Македонија и во руралните средини, наставниците од таа никаква плата одделуваат дел за да направат тестови, за да направат наставни ливчиња, за да им понудат некаков материјал на учениците, затоа што учебници за прво и за четврто нема, а за жал состојбата е лоша, нема учебници и за други одделенија, особено нема за средните и за средните стручни одделенија, стручни училишта. Еве уште една небулоза прави оваа влада. Значи, во моментов, новиот министер, кој е само 2 месеци на функција, вели со гордост се пофалува дека ќе распишал конкурс за учебници. Од 1 до 9, од оние што беа од 1 до 4 се поништени. И сега конкурс, и тие учебници треба да се создадат повторно во месец и пол. Која е поентата кога ние во минатото видовме дека учебниците кои се создаваат на брзина, под присила, не даваат соодветен ефект. Знаете колку беа искритикувани, например, учебникот по историја и општество со небулозите за Илинденското востание и учебникот за македонски јазик, каде што им било досадно на учениците или мајката добива хистеричен напад и го плаши сопственото дете затоа што нели не се остварени условите да оди на фризер. Дополнително обуки слушаат постојано. Од обуките никаква корист. Тоа се обуки кои се повторуваат, тоа се обуки кои не се соодветни на она што треба тие да го научат, оти очекуваме од нив да сменат нешто за да се подобри образованието. На ниски гранки треба да покажат децата подобри резултати и на домашните и на меѓународните тестирања, но како тоа ако наставниците не добијат дополнителна едукација? Која ми е поентата? Од заемот што го зеде Македонија од 21,5 милиони евра, се потрошија бескрајно многу пари
на некорисни обуки. Тоа дополнително ги оптеретува наставниците. А нема решение за комбинираните паралелки, за наставата практична што ја изведуваат учениците, нема решение за условите на работа секаде. Јас пак ќе речам, не само Скопје во прашање или 2-3 поголеми града каде што има соодветни училишта. Нема решение, замислете, се уште за мокрите чворови, за клупите, за столчињата. Сето ова се насобрало и заради тоа наставниците штрајкуваат. Не штрајкуваат само заради платите. И да довршам, владата вели криза било, немало пари. Нели народно кажано. Има пари во државава. Ако го сузбијат криминалот, ако своите миленици на кои им даваат на подарок пари, како што е да речеме ЕСМ, ако овие пари што двајцата секретари на владата ги потрошија, ако не купуваат апестисани, ако не купуваат златни лажици, ако не трошат пари на ручеци за кои стварно е незамисливо како може толку многу да чинат, ако не изнајмуваат возила кои за суми која може да е помала ако ги купат возилата, а и не знам, Бога ми треба да намалат со тоа возилата и мебелите, фотелите од 70.000 денари, тогаш ќе има пари за наставниците. На владата е работа да си обезбеди пари. Ако не знаат, има кој знае. Меѓутоа, за тоа, Бога ми, ќе треба промени во оваа држава и решението е многу лесно. Предвремени парламентарни избори, а ние на наставниците ќе им го дадеме тоа што им го ветуваме. И сега интервенираме со закон, за кој не обвинуваат дека ние сме го кочеле, па затоа не можеле да им ја покачат платата на наставниците. Можат да им ја покачат, нека си подпишат договор со СОНК. Кога ќе го подпишат договорот со СОНК, ние ќе го поздравиме. Сега интервенираме со закон, се надевам дека тој закон утре најдоцна задутре ќе биде предаден во собранието, бујрум, заеднички ќе го изгласаме, третиот ден пред Великден нека ја покачат платата. Дополнително, ние на наставниците ќе им исплаќаме плата по колективен договор. Ние знаеме каде да изнајдеме пари. И повторувам, само криминалот во оваа земја нека го сузбијат, ќе има пари и за наставниците, ќе има пари и за другите кои штрајкуваат, оти не штрајкуваат само наставниците, и администрацијата, и полицијата, Целиот наставен кадар. нели, земјоделие и така натаму. Ситуацијата е многу сериозна. Добив информации дека наставниците устниот предлог за 10% не го прифаќаат. Бидејќи ученикот е на прво место, бидејќи наставата е на прво место, се согласуваме, нивна обврска е подхитно и ургентно да го решат проблемот, да им удоволат на барањата на наставниците, за тие да можат да се вратат на работа и да се ја вршат својата работа. Ви благодарам, професорке. Од она што го кажавте, можам само да заклучам дека во секоја една ситуација кога ќе имаме криза во државата, СДСМ прстот го впирува кон другата страна, никогаш кон себе да изнајде конкретно решение. Морам само да ве надополнам во однос на притисоците и на она со што се соочуваат наставниците. Ние бевме сведоци дека пред неколку дена сам на вистина застрашувачки пораки на еден објект во Ѓорче Петров, и тоа е само уште еден доказ на каков начин и принцип сакаат СДСМ и власта да ги заплашат и замолчат наставниците и целиот наставен кадар. Марија, се извинувам, само уште една реченица. Да ги видите пораките кои ги праќаат директорите, одредени директори на наставниците. Жално е, понижувачки е. Тие не бараат преку леб погача, тие бараат насушен леб. Благодарам. Благодарам на излагањето, професорка. Јас само би надополнил и би отворил плюс една тема. Изминатија денови на социјалните мрежи кружи една слика која што верувам дека најголем дел од граѓаните ја виделе, каде што има споредба со европските држави во однос на минималната плата и платите на луѓето во, односно наставниците во основното образование. Секаде платите на луѓето од основното образование се по 10, 20, можеби 30% повисоки во однос на
просечната плата во државата. Само во Република Македонија 17% е пониска платата во основното образование во однос на просечната плата, она што и вие го кажавте. И добро кажавте дека ако се сузбие криминалот ќе може да се исплати буквално све, но верувајте дека нив не име тоа намерата. Ако сузбијат криминалот ќе нема пари за да крадат за нив. Она кое што сакам да опрашам господинот Клековски од еден друг граѓански социјален аспект. Верувам дека изминатија неколку години следел и напредокот на образованието како се движело и во однос на другите земји, но верувам дека и квалитетот на образованието го следел преку она испитување на јавно мислење. Каков е вашиот впечаток, во каква насока во моментов се движиме со ова кое што се соочува во моментов наставниот кадар, но и учениците кои што делумно секоја година, еве изминатија неколку години, ајде се погоди короната, но образовниот кадар наставниците си ја завршија работата. Но овој пат принудени се да штрекуваат и децата повторно не одат на настава. Каков е вашиот впечаток, во каква насока се движи целата работа околу образованието во Република Македонија? Мислам дека одговорот на ова прашање го даде самата влада со тоа што министерот кој ги водеше реформите Мила Царовска не учествува во новата влада после реконструкцијата, бидејќи ако сметате дека сте успешни во секторот образование, ако сметате дека успешно се водат политиките, нормално е да министерот да ја продолжи кариерата и функцијата за да ги доврши, нели, пошто во 2 години не се прават реформи во образованието, да ги доврши започнатите работи. Самото разрешување оставка, како сакате, и заменување на Мила Царовска од владата на СДСМ говори во прилог дека тој период на политиките во образование оценет како погрешен. Сега едно големо прашање, како се случи да министер кој доаѓа од граѓанскиот сектор, кој не беше од СДСМ, или на почетокот не беше од СДСМ, се доведе во ситуација да збориме за погрешни политики. Мислам дека клучниот одговор е дека настапи кон реформите во образованието на многу идеолошки начин и то на погрешен идеолошки начин. Значи, повеќе обиди за реформи во минатото, верувам дека и овие реформи не започнуваат од граѓање на еден поширок општествен консензус од прво каква ни е состојбата. Значи, на истражувањата на јавното мнение ние имаме релативно висока доверба во образованието. Образованието заедно со армијата, полицијата, црквата се меѓу институциите со највисока доверба од граѓаните. Дали е таа наследена доверба од поранешните времења, меѓутоа таа доверба се уште постои и од друга страна имаме една слика на поразителни резултати во например урбано-руралните разлики во образованието. Ние немаме образование во руралните средини таму. Има обиди да нешто изгледа како образовен процес. Сега со онлайн наставата, веројатно и урбано Скопје разбира дека добар дел од земјава се уште нема интернет покритие или нема базични услови за онлайн настава. Јас анекдотски, бидејќи сум го работил тоа, да кажам дека се случувало донации за правење на тоалети во училиштата биле одбивани затоа што училиштата немаат буџет да ја платат водата за тоалети. А ние сега да ги додадам резултатите на ПИЗА тестирањата, каде што ние заедно со неколку други земји од регионот имаме многу лоши резултати. Значи, ние прво мораме да изградиме еден консензус дали е добро или е лошо образованието. Ако е лошо образованието, неминовно е дека не можеме да ги правиме работите како што сме ги правеле претходно. Бидејќи тоа правење како претходно не довело во оваа ситуација. Значи, буџетот на образование мора да биде значајно зголемен. Со овој буџет толку квалитет.
секој очекување дека со истиот буџет ќе постигнеме повеќе е, не знам, смешно. И ние мора во тие приоритети да одредиме дали ќе продолжат досегашните трендови да имаме зголемување на буџетот генерално, намалување на резултатите од буџетот генерално и посебно во образование. Значи, ние имаме неколку години на намалени резултати во финансиска смисла и во очекувањата. Втората работа што го покажа времето е дека, за жал, еден министер кој доаѓаше од граѓански сектор, каде што треба да се практикува партиципативност, консултации, реформите во образованието ги затвори во еден тесен круг на идеолошки подобни личности, кои верувам дека работели претходни реформи во образованието, наместо да го направи тоа што е неопходно, да го отвори процесот консултативно со сите чинители. Значи, реформи во образованието не може да се направат без тие што работат во образованието, без наставниците и професорите. Не можете да правите закон за високо образование без да се чуе гласот на вработените во високо, средно, основно образование. Не може да не ги чуете и другите чинители. Па и униите на средношколци и не зборам дека нормално учениците ќе се противат на повеќе обврски за себе, меѓутоа морате да ги консултирате за да видите како ќе се справите со потребата за промена. Бидејќи збориме за промени, мораме да управуваме со промените. Наместо да се погледне од овој аспект, дека мораме да изградиме консензус и дека квалитетот на образованието мора радикално да се смени ако сакаме да имаме успех како нација, се пристапи со идеолошки прашања кои во старт ги компрометира реформите. Затоа мојот повик е за да не ни се случува да ВМРО ДПМН прави реформи, па СДСМ организира протести или вице верса, дека ние мора да отвориме еден процес на градени на политички консензус, каде што ќе го тврдиме минимумот согласност. Минимумот согласност е дека квалитетот мора да се подобри. Спорните идеолошки теми треба да останат малку на страна, не викам да се отфрлат, треба и за нив да збориме. Меѓутоа, ние се истрошуваме во разговори за прашање што нема фундаментално да го подобрат квалитетот. Целата расправа ни отиде во еден погрешен дискурс. Ја не ги негирам тие прашања. Тие се важни прашања. Ние мораме да видиме како и што се рефлектира во нашите учебници и образование. Меѓутоа, оно што можеме да се договориме дека квалитетот е неприкосновен. Квалитетот мора да го испорачат квалитетни луѓе. Значи, ние можеме 6000 пати да смениме наставната програма, ако не ги подготвиме луѓето што треба да ја спроведат таа наставна програма и план, не сме направиле ништо. Јас во секој момент можам да направам одличен проект и одличен модел на хартија, треба тој да се спроведе. За да се спроведе ни требаат квалитетни луѓе и тие постојат. И тие треба да бидат вклучени во дискусиите што да се менува. И наставници. Еден пример од Битола, го памтам, Весела е наставничката, имаше некои награди за иновативни пристапи во наставата, бидејќи ние често пати сакаме да негираме дека од нечинат наставниците, не е така. Значи, меѓу наставниците има прекрасни луѓе, ние треба тие да ги придобиеме и тие да ги направиме лидери во промените. Пошто секогаш можеме да лоцираме добри примери внатре и на нив да се засноваме. И мислам дека ако тргнеме од една таква ситуација, треба да ги следиме тие работи со овие плати во моментот што владеат во образованието. Ние не можеме
да привлечеме доволно кадра во сите нивоа. Мислам дека нема ниво, вклучувајќи универзитетите, кои никогаш не биле со волку ниски плати, веќе комплетно демотивирачки за кадрите да останат во образованието, туку се повеќе размислуваат да го напуштат процесот и да барат некој друго решение надвор од образовниот систем. Некои прашуваат, а зошто синдикатот не говори за погрешните политики, и морам да кажам дека колку на моменти веројатно ние како ВМРО да помине некој пат ќе дојдеме во суди со синдикатот, СОНК е веројатно најсилниот синдикат во Република Македонија, во земјата. Ги издржал сите обиди овие 30 години да се подели на етничка основа, да не заборавиме дека во образовниот процес има значен број на припадници на етничките заедници, има албанци, многу има и турци, така да збориме за дека тој синдикат ги надминал тие дилеми. Верувам дека имало обиди и за партиски влијање и кршења. Една од причините зошто СОНК ги надминал сите овие притисоци е затоа што се занимава со синдикални прашања. Не се занимава со политики. Значи, не е работа на синдикатот квалитетот на професијата. Квалитетот на професијата може да биде работа на комора или на друг тип на организирање. Работа на синдикатот е да се држи исклучиво до синдикалните права на членовите. Тоа се најважно платите, меѓутоа и условите за работа. И мислам дека тука треба да го разбереме. Не можеме да очекуваме од СОНК да има политички ставови за политиките и сличните. Пошто некој прашува зашто само за плати се јавуваат. Затоа што се синдикат, затоа што им е тоа причината за здружувањето. И уште малку да подсетам дека веројатно малкумина во јавноста се свесни дека надвор од платите политиката често користи други форми, како договори на дело, како договори на определено време за да ги држи наставниците, професорите под постојан притисок. И јас одговорно верувам дека владата е најголемиот кршач на работничките права, не само во сегментот на платите, туку и во другите сегментни на стабилно вработување, бидејќи ако сакате да задржите квалитетен кадар, не е само платата, туку треба да има некоја перспектива, дека ќе има некаква стабилност во работата. И главната порака би било дека следните чекови не смеа да бидат избрзани, како што ги најави професорката, дека сега ќе правиме нови учебници за 2 месеца. Мислам, нонсенс. Туку дека треба да седнеме и да поразговараме и да се договориме на 3-4 работи кои сите можеме да се согласиме. Што во првата, што во втората година, што во третата година. Зборам за реформите. За платите кои предолго време беа запоставени и сите индикатори го покажуваат тоа, мора да се најде начин. Ако сите велиме дека образованието ни е највисок приоритет, ние мора да го одврзиме кесето. Благодарам. Благодарам, господин Саша. И вие и професорката Весна веќе ги отворивте, дадовте насока за идната говорничка. Би сакала да се осврнеме на темата во однос на платите. Она што е суштинскиот проблем, зашто се случува и штрајкот во СОНК. Ако сме сведоци дека платата на професорите е пониска од просечната плата, ако сме сведоци дека ние континуирано инвестираме во кадар кој што подоцна ни завршува во некои други земји, каде што таму го даваат својот интелект и
придонесуваат за развој на нивните држави, тогаш кое би било решението? Затоа што со зголемувањето на минималната плата, тоа е проблем кој што отвори 100 нови решенија, кој што отвори 100 нови проблеми, и тоа е еден систем кој што континуирано некако само се враќа и се врти во круг. Како и кои политики се потребни да се превземат во следниот период за да се амортизира и неутрализираат ефектите кои што ги има со решавање на проблемот со минималната плата? Благодарам, Марија, што ќе имаме можност од овој аспект да ја истретираме оваа проблематика. Кога знаеме дека буџетот најмногу го полнат даночните обврзници, дури 70% од приходите се однесуваат на собирање на данок, добро е да го истретираме моментот на приватните компании и ништо се тие минатиот период поминуваат, кој е нивниот капацитет и која е нивната сила да можат да го издржат ова што се случува во моментот во Република Македонија. Ние знаеме дека инфлација, и Германија зборува за инфлација, значи сите западни земји зборуваат за инфлација, но ние за инфлација зборувавме месеци унапред пред да се случи како последица од она што се случува во Украина. И многу е важно да се потенцира состојбата на неизвестност кај приватните компании со носење на такви наречени адхок решенија, кои што еве ги спомна и предходните говорници Весна и Клековски, дека адхок решенија кои што се носат за неколку недели, месец, месец и пол, и истите не ги покажуваат очекуваните ефекти. Она што се случи со минималната плата е и баш тоа што го кажа ти, дека од решавање на еден проблем ние создадовме еден куп други проблеми. Неспорно е и ВМРО, ЗПМН и пратениците застанаа во поддршка на зголемување на минималната плата. Но вие како тело кое што ја водите државата, треба да знаете кои дополнителни ефекти и кои дополнителни кутии на проблеми ќе се отворат за да се решаваат. Минималната плата доведе до максимален хаос. Во една колумна го напишев истото, но ќе кажам дека од тогаш, од февруари месец, кога ВМРО ДПМН укажуваше дека сето ова ќе донесе каскадни проблеми, требаше малку посериозно да се пристапи кон нив. Неприродното врз основа на економски параметри, покачување на минимална плата и зголемување на останати такви чинители, покажува само дека со вештачко донесување на зголемувањето на минималната плата во услови кога немаме зголемена продуктивност, ќе ни носи само дополнителни проблеми. Значи, требаше, кога водите држава, или некоја институција, или било каде, како лидер, треба да ги гледате работите унапред. Значи, неколку чекори да видите пред она што би требало да се случи, за да имате предвремено решенија, или да ги анулирате на некој одреден начин. Субвенционирањето на придонесите, поточно минималната плата значеше субвенционирање на придонесите од страна на државата, во отприлика некои 1900 и нешто скоро 2000 денари, за сите оние компании, но тука има кои се исклучени. Зборувавме за 70.000 лица кои што земале во тој момент минимална плата, а после треба да земаат повисока плата. Процентот од 13,5 во тој момент пред да се зголеми минималната плата, сега го качивме на 18% лица од вкупно вработените кои што земаат минимална плата. Значи, сите оние кои што не биле во таа категорија, сега автоматски спаѓаат во таа категорија, а земале претходно 18.000 денари. И вчера слушнав една изјава од страна на министер за финансии, изјава која што буквално се совпаѓаше со нашите предупредувања, но некои 2 месеци унапред. Ние, пред воведувањето на минималната плата во февруари, кажувавме дека сето ова понатаму ќе предизвика одреден степен на инфлација, одреден процент поточно. Вчера го слушнавме министерот за финансии дека вика со зголемувањето на платите на наставниците, на образовниот кадар, дека ќе се предизвика инфлација.
Но ваква изјава ние не слушнавме кога во одредени општествени сегменти кажаа дека ќе ја зголемуваат платата, како во безбедносниот сектор. Дали зголемувањето на платите во безбедносниот сектор нема да предизвикаат инфлација, а ќе предизвикаат инфлација во образовниот сектор, доколку дојде до зголемување на платите. Мислам, едно неиздржано оправдување за незголемување на платите на наставниот кадар. Тие работи се решаваат на поинаков начин, иако уште во февруари месец Меѓународниот монетарен фонд ја предупреди Македонија во тие неколку 20 точки дека треба да се преземаат одредени активности за намалување на инфлацијата, а не истата да биде поттикната, што тој извештај беше некаде на средината на февруари месец. Не гледаме дека некои суштински мерки се преземени во таа насока. Исто така треба да се спомене еден многу битен момент, дека сето ова треба да се планира унапред. Значи, рековме неколку чекори однапред. Иако дотациите за општините во делот на плати за наставници и образовен кадар во основните училишта, градинките и средните училишта, наназад години од 2017 до 2021 растел, значи да ја обременам трибинава со некои бројки, 243 милиони евра во 2017 има владата одделено за дотации, за плати на наставниот кадар, реков, во градинки, средни училишта и основни училишта. Во 2018 е 259 милиони евра, во 2019 плюс 17 милиони 276 илјади евра, 2020 310 милиони евра, 2021 кога имаме локални избори, надевајќи се дека ќе продолжат да ја имаат локалната власт во најголем број на општини, се зголемува за 16.000 евра и е 316 милиони евра. И кога имаме носење на буџетот за 2022 година, кој што, рековме, секоја година се зголемува и е во најголем износ, износот на дотациите се намалува. Зошто? Значи, секој би прочитал меѓу редови, заради тоа што треба да се отежни работењето на градоначелниците, кои што во најголем број се од партијата ВМРО, ДПМН и коалицијата. Отежнувањето на работата на градоначелниците нема да ви ги реши вашите проблеми. На крајот прашањето порано или подоцна ќе дојде на вашата врата. И кога зборуваме за овој момент, како што рече и претходно Весна Јаневска, треба и имаме пари и треба добро да се насочат, непродуктивни трошења, ненаменски средства распределувани за незначајни, несуштински работи. Ние имаме 4 кризи прогласено во Република Македонија. И вие да купувате коли пута 3 поскапо, или мебел и така натака, да не се повторувам, е многу несериозно. Но исто така е несериозно, го видовме тоа со докази, во одредени општини години наназад се одделувало по 900.000 евра на година за ангажирање на лица со договор на дело. Тие лица, ангажирани со договор на дело, најчесто нивниот надоместок за ангажирањето е многу повисок и од просечната плата. Не зборувам за минимална плата. Значи, станува збор за Тетово, општина Тетово, која што знаеме дека е најзадолжена, ангажирани 300 лица со договор на дело и одделувано секоја година 900.000 евра средства. Тоа е несериозноста која што треба да престани да постои, да се укине, се со цел да може за оној кој што буквално ја гради иднината на државата, да може да биде достојно и пристојно платен. Уште еден момент сакам да потенцирам, дека во текот на пандемијата, како тренд во сите западно-балкански земји, бројот на вработувањата опадна.
имавме многу отпуштања, ненаменско преквалификување и така натака. И тој процент некаде беше во просекот 6%, додека ние бевме лидери, повторно за жал, со 12%, Албанија со 9%. И само Србија, од намалувањето на пандемијата, до ден денес го има достигнато нивото на кое што била пред 2019 година, пред да биде пандемијата. Значи, можат да се случуваат работи, ако одговорно и посветено сакаме проблемите суштински, а не козметички да ги решаваме. Само сакам да се подсетам, и сите да ги подсетам, на една изрека на Чарлс Дарвин, вика, не победува онај што е најсилен, не победува онај што е најинтелигентен, но победува онај кој што најбрзо ќе се прилагоди на промените. Треба да бидеме свесни дека во светов нема никогаш да биде повторно како што беше претходно, да има, да рекажеме, некоја релативна нормалност. Секогаш ќе има некоја криза, еве гледаме кризата во Украина со Русија, носи нови кризи, економски и така натака. Сите зборуваат дека како што ќе иди времето ќе бидеме во некоја криза, но мора ние секогаш да бидеме неколку чекори унапред и да ги предвидуваме работите што би требало да ни се случуваат. Што сакам да кажам? Со следење на трендовите, како во Европа, така и во светот, истите тие да знаеме како ќе се рефлектираат на нашата економија и на нашата држава. Од тој аспект, ќе спомнам дека суштинските политики кои го поттикнуваат развојот на приватниот сектор, неминовно го зајакнуваат капацитетот и издржливоста при носење на стимулативни мерки во јавниот сектор. Како ВМРО во периодот наназад ги менаџираше овие работи. Прилично успешно и би сакала тука само на некои бројки повторно да се задржам. Ако ВМРО ДПМНЕ во периодот од 2007 до 2016 во приватниот сектор имаше зголемување на број на вработувања плюс 180.000 вработувања лица, СДС во овие 4 години, од 2018 до 2021, тоа го направила само со нови вработувања од 24.000 лица. Периодот на вистина е различен, но и по година, ако го поделиме, ќе видиме дека има многу голема разлика. И теретот кој што го носи јавниот сектор на приватниот сектор во годините кога ВМРО ДПМНЕ било на власт во Република Македонија, било со намалување на бројот на вработени во јавниот сектор од 26.000 лица, а додека во овие неколку години од 2018 до 2021 СДСМ ги зголемило на плюс 30.000 лица. Нешто за кое што треба многу сериозно да зборуваме и кое што буквално ние со запалено црвено светло е иселувањето на квалитетните кадри надвор во светот, но најчесто во западноевропските земји. Беше прилично изразено пред пандемијата и за време на пандемијата одливот на медицинскиот персонал, на лекарите и на медицинските сестри. Но ако изанализираме малку и ги следиме трендовите кои што се случуваат во западноевропските земји, е спротивно на она што претходно Клековски го кажа, од образовниот сектор да одат во приватен сектор, таму во западноевропските земји имаме одлив на кадар од приватен сектор со прилично кратка доквалификација во образовниот сектор. Зошто? Заради тоа што има голем недостаток на кадар посебно во природните науки, како математика, хемија, физика, биологија, и тие кадри во образовните сектори во западноевропските земји им се прилично потребни. Не е далеку кога за одреден временски период нашите квалитетни кадри во образовниот сектор
од универзитетите, од средните школи, од основните школи, ќе бидат мотивирани и ќе ни заминуваат во западноевропските земји. Зошто? Заради односот и стратегијата на владата кон овие кадри. Губењето на интерес за студирање природни науки е не од ништо друго, туку од слабото вреднување во нивното вработување. Ако вие знаете дека ќе студирате природна наука и утре вашата плата ќе биде 35.000 денари или 40.000 денари, вие сигурно ќе се двоумите при одбирање на што да студирате понатаму, ќе се запишете на економски, на правен факултет, каде што платите се многу повисоки. Клучно е прашањето дали Македонија е доволно богата да ги финансира развиените европски држави со готов високо образован кадар, како и квалитетен човечки потенцијал кој нас насушно ни е потребен за сопствен раст и развој. Тие се суштински моменти за кои што ние треба да бидеме свесни дека ни е запалено црвеното светло. Само на крај би сакала да кажам дека со длабоки и издржани мерки може да се дојде до добри и квалитетни надминувања на било која криза. Благодарам. Благодарам, Анастасија. Прилично исцрпно обраќање во однос на баш темата која што е твоја специјалност. Сега слободно. Пример да додадам на како се вреднува статусот во услови на пандемија. Фасцинантно ми беше дека владата одлучи да ги вакцинира војниците пред наставниците. Да. Зошто го кажам ова? Затоа што во војската имаме мажи од 25 до 45 години кои се здрави и прави без хронични заболувања, додека во образованието имаме луѓе над 45 години, луѓе кои имат и хронични заболувања. Значи, и се во контакт со и со многу контакти. Значи, владата се реши една здрава, права машка популација да ја даде приоритет наспроти една многу поголема и многу поважна за општеството состојба и покрај сите реагирања од јавноста таа поента не се разбра. И тоа открива еден начин на мислење внатре во владата. А сега и јас тогаш. Дозволете и јас една реченица. Недостатокот на математичари, физичари, хемичари, биолози во Македонија е критичен. Веќе е критичен. Значи, наставници кои имаат сродни завршено факултети почнуваат да ги предаваат овие предмети, па дури некаде се ангажираат и студенти, толку е многу критична ситуацијата. Ако има некои факултети ни студенти не се ни запишуваат уште од времето на ВМРО ДПМН, па фала му на господова влада тоа го продолжи, тие се стипендирани, но и покрај стипендијата не се запишуваат, затоа што е многу тешко, нели, да се студира математика, физика, хемија, не им е сигурно вработувањето, платите се под, нели, оваа просечната, и тие што ќе завршат веднаш заминуваат, ни ден не чекаат. Така да нас ни се случува веќе да немаме кадар, а очекуваме продукт. Нели? Продукт од наставниците, а тоа е еден изграден човек, една индивидуа, нели, стабилна и стручна конечно. За жал таква е ситуацијата. Тука би се надоврзал само на уште еден момент во однос на деморализирањето на средношколците кои што завршуваат да се запишуваат на
техничките и општествените науки на факултет. Конкретно кај техничките факултети мора да напоменеме дека и во моментов оние лаборатории кои што ги имаат за лабораториски вежби, за технички вежби, така натака сето она кое што го има во процесот на 4-годишното студирање, се во катастрофално лоши услови, практично и да сакаат да изведуваат лабораториски вежби во најголем дел од факултетите каде што им е потребно за нивните одсеци, нема практично квалитетни лаборатории. Можеби тоа е уште еден момент на одвраќање на студентите, бидејќи практично и нема со што да располагаат за да научат. Од една страна, тоа се можеби милионски суми да се инвестираат во лаборатории, фала му на Бога што има и општествено одговорни компании кои што донираат на факултетите и на институтите цели лаборатории за да има кај да учат студентите, но има уште еден момент, чисто само да се спази размислувањето на владата во однос на инвестирањето во тие лаборатории и факултети. Од една страна има над 3 милиони денари за кафиња, или колку и да се, има стотици илјади евра непродуктивни трошоци за разноразни бифтеци и се останато, но нема да се инвестира 20, 30, 50 или 100 илјади евра за да се опреми некоја модерна лабораторија каде што може да отиде еден чекор повисоко образованието. Така да, многу ми се поважни личните комфорни и комодитети и луксузот, отколку квалитетот на студентите кои што би произлегол за 3 до 4 години по нивното факултетско образование. Но тоа е за високото образование. Игор доаѓа од... Повелете? Да. Се извинувам, Игор. Дискрепанцата меѓу опременоста на факултетите е огромна. Многу значајно. Имаме факултети во кои има роботика, например, и се работи современо. Имаме факултети кои кубурат со хартија. Тука има уште еден проблем кој аз пред некој ден го спомнав. Високото образование, поради автономијата, како да се чувствува како посебна целина. Нели? Тие си се високо образование, се мачат или се успешни повеќе, но де факто се одвоени од другите делови на образованието, од предшколското, основното и средното, и ние ќе мора во иднина да ги обединиме без оглед на автономијата на универзитетите, која секако ќе си ја задржат. Но мора да сватиме дека тоа е единствен систем и дека заеднички ќе мора да го решаваме. Благодарам, се извинувам, Игор, изминатиот период имаше предлог закон од страна на пратеничката група на опозицијата во собранието да се изравни бодувањето во основното, односно по законот за образование кога се покачуваше минималната плата, практично беше одбиен тој предлог од власта, одбиен без образложение, а беше идеален како предлог за да може да се нивелираат платите и бодувањето во образованието, што можеби и немаше да дојде до сега ваков штрајк, меѓутоа ќе се дискутираше за уште поголемо покачување на платите. Каков е твојот впечаток како пратеник кој што доаѓа од редовите на основното образование во однос на изминативе години и сега во моментот што се случува? Благодарам, Диме. Јас овака сакам да почнам од почеток, од коренот на овој проблем. Значи, она што се нагласуваше долго време, како што кажа господјата Анастасија, дека ќе има инфлација, ќе има зголемување на цените, дека државата воопшто не се грижи за овој сектор кој што треба да носи напред на државата, баш напротив, тие се грижат само за криминал и за популизам. И уште тогаш, кога веќе се насетија овие поместувања во инфлацијата, ние знаевме дека ќе има проблеми кои што следуваат. Оној маневар што тие го направија со минималната плата, значи минималната плата може и треба да се покачува на два начини. Првиот е, би рекол, од економски аспект, доколку се создае конкуренција на пазарот на трудот, па самото тоа да си го наметне покачувањето, и ова е социјалниот аспект за да се купи мир. Сега тие кога го направија овој маневар, при тоа е трето енормно зголемување на минималната плата, еднаш 2017 пред локалните избори, втор пат 2020 пред парламентарните избори, и сега, за да не им се запали цела држава, повторно направија енормно зголемување од 18,9% на минималната плата. Знаевме дека ќе има долгорочни последици или нексус ефект, нешто што ќе предизвика дополнителни турбуленции на
на сите, на целото стопанство, па дури и на државниот и на јавниот сектор, што го гледаме сега преку закон за административни службеници, преку барањата на УПОС, преку барањата на СОНК и така натаму. Она што е исправно според мене се барањата на СОНК, кои што не се однесуваат, како што каже и професорката, само во однос на зголемувањето на платата. Туку и работничките права тука треба да се зголемат, затоа што имаме и во средните училишта, онаму каде што би рекол посебно во стручните, каде што имаме пракса, каде што треба таа да се цени многу повеќе. Таму имаме, например, за 1 час одржан за практична настава, броење од 0,6. Или во пре од 5 часови практична настава, доколку одржи некој професор, му се бројат како 3 часа. И тука се вметнати и тие барања. Значи, она што долги години се провлекува како недостаток на системот, треба да се реши со овие барања на СОНК за нели некаков социјален диалог. Меѓутоа гледаме дека овие мислат дека се со пари се купува, си купуваат нели нивните слободи, нивните преку коруптивни скандали и така натаму, преку подкуп би рекол на некои институции, па мислат дека сега ќе подкупат и професорите, меѓутоа нема да го решат системскиот проблем. Оние проблеми кои што се таложат со години. Последен пат, ова како забелешка, последен пат кога била усогласена платата во образование со просечната плата е 2016 година. Значи тогаш платата во образование, просечната плата во образование со просечната плата во Република Македонија 99,7% е еден спрема друг сооднос. Понатаму имаме пат за сега да имаме 7% пониска плата во образование од просечната плата во Република Македонија и најголем проблем е она што тие го воведува како социјален диалог, односно по сектори да разговараат владата, министерствата со синдикатите. Например, оние кои што ги знаат овие синдикални работи, можеби ќе ме разберат повеќе. СОНК застапува интереси на основно образование, на средно образование, на култура. Сега во културата се испазарија, се договорија, благодарение веројатно на тоа што министерката претходно ги знаела работите како стојат во култура за разлика од образование, затоа што оваа наша дојде од НВО сектор, не дојде од образование. Во културата движењата се усогласени со минималната плата. Колективниот договор е усогласен со минималната плата. Значи, коефициентот 1 во култура се води 18.000 денари поново, а коефициентот 1 во образование се води 14.579 денари. И тука се овие основни разлики. Или во превод во пари за оние кои што сакаат да слушнат, домакин економ во образование, кој што има ист коефициент и со домакин економ во култура, во образование зема 20.000, во култура зема 30.000. И тука се прави таа огромна разлика. Ние мораме да го усогласиме системот и критериумите на бодување, мора коефициентите да се усогласат согласно минималната плата и затоа сега предлагаме нов закон, каде што ќе ги вметнеме овие пресметки во законот и ќе нагласиме дека ќе се движи со покачувањето или намалувањето, не дај Боже, на минималната плата. И да имаме постојана нивелација, затоа што овие пресметки за плата не се вметнати ниту во законот за основно образование, ниту во законот за средно образование, ниту во законот за наставници. Таму има еден член каде што вели дека ќе биде во согласност помеѓу СОНК и Министерството, меѓутоа сакаме коефициентот 1 да го врземе како што се поместува минималната плата, тој да си биде врзан со минималната плата. И тоа ќе биде решение не само во образованието, според нас сметам дека секаде во сите сектори, па дури администрацијата бараат, сите останати сектори во Република Македонија бараат некакви права. На крајот на криштата, законите за административни службеници, за минимална плата, сите овие, во целите на законот вели дека треба да бидат врзани со минималната плата и да има скалесто покачување. Не е фер да се покачува само во една институција на одредена група на вработени, но другите да не се покачува. Затоа што тогаш се прават најголемите незадоволства. Она што ние сакаме, уште еднаш ќе кажам да го направиме, е да ја врземе минималната плата, односно коефициентот 1, според минималната плата и да си има постојана нивелација според движењата на истата.
Ова е регулирано во Законот за детска заштита, таму е влезено, во градинките и таму бараме, исто така ќе поднесеме еден закон, да имаме и таму нивелација, затоа што, како што од претходните дискусии сите го потврдивме, доколку немаме мотивиран кадар, доколку немаме мотивирани средношколци пред да се запишат на факултет, за да сакаат да работат во образование, постојано ќе тонеме. Многу е импресивно повторно во логиката дека владата е најголемиот кршач на работничките права, дека во приватниот сектор концептот на минимална плата и на зголемување на сите други опфатен во основниот колективен договор за приватниот сектор. Во сите приватни фирми зголемувањето на минималната плата значи зголемување на другите, пошто има, зборам за фирмите што има систематизација, не зборам за микропредпријатија кај што нема, туку за фирмите кај што има систематизација, се знае, има коефициенти, бодови кои се поврзани со најниската плата, најниската минималната плата. Значи владата крши сите можни работнички права ги крши. И ајде е ВМРО да помене на власт, пошто нели сме не сме десна партија, да го разбереме тоа. Ама СДСМ е лева партија и всушност се што треба они да го прават, они не го прават. Значи воопшто нема грам вистинска идеологија, зборам за левичарска идеологија внатре во СДСМ. Јас се извинувам само да дополнам во два-три наврати досега кажав дека ќе има изедначување, еве посебно во комуналните предпријатија кои што се по градовите, оној кој што е со род цангла во рака и кој што има дежурства од понеделник до недела, ќе има изедначена плата со кафекувар, например, без да подценувам некој. Истото ќе се случи сега и во образование. Оние кои што се помошен персонал ќе се усогласат со минималната плата, ќе земаат од прилика околу 18-19, зависи од стажот, 20.000 можеби, а некој кој што е приправник ќе зема 21-22.000 со многу голема разлика и во сложеност на работа, и во одговорност, и во обврски. Така што мислам дека проблемот тргна од Законот за минимална плата. Само ако можам тука да додам, значи бидејќи спомна еномно зголемување на минималната плата, значи не е проблем колкаво е зголемувањето на минималната плата, проблем е што тоа не е поврзано со разна продуктивноста. Апсолутно. Бидејќи спрема моите искуства во приватниот сектор и во други сектори, платите растат, бидејќи квалитетните луѓе си заминуваат и во секоја една разумна фирма, предпријатие, прават напори да ги задржат луѓето, единствен начин да ги задржат, да им понудат подобри услови за работа. Сепкупно подобри услови за работа, вклучувајќи плата. Значи таму каде што поборувачка понуда функционира, зголемувањето на платите си функционира. Проблемот е што ние во најниските степени немаме поместување на продуктивноста и затоа таму се случува стагнацијата. И апропо дека ставот на владата дека со зголемувањето на платите ќе се зголеми инфлацијата. Ние сега збориме за надворешно генерирана инфлација, не за внатрешно генерирана инфлација. Значи никој, ни една фирма, ни еден сектор не ги зголемува цените од што сака, туку што мора, вклучувајќи да се опфати и зголемувањето на платите во тоа, пошто нели на крај низ плаќање на стоките и услугите мора и платите да се вклучат. Значи ние сега имаме екстерно диктирано зголемување на цените заради ковид, заради војна во Украина и сега не е прашање дали ќе се предизвика дополнителна инфлација, туку прашање дали платите ќе стигнат до безбеден барем сличен квалитет на живот како пред 2 години. Или да не зборам порано. Јас би додала, да не разберат граѓаните погрешно. Ние не сметаме дека минималната плата од 18.000 денари е голема. Напротив, тоа е малку за еден нормален живот. Но, она што го зборува господин Клековски, треба да бидат остварени некакви услови, а владата можеше тоа да го направи ако планираше и предвидуваше. Мислам дека многу лесно ја сватија ситуацијата
и мислеа дека со кредити или некако ќе се пливаат, се извинувам на зборот, ќе пливаат и дека ќе се изнајде решение, или воопшто не мислеа, туку чекаа купи ден помини, нели да си ги остварат своите цели. Остварувањето на нивните цели всушност допринесе до една ваква ситуација. И уште една реченица. Веројатно некои други одговорни влади не мислеле дека покачувањето на сите останати плати во однос на минималната треба да се реши во законот и синдикатот и може да си подпишат има колективни договори да си подпишат спогодба. Меѓутоа очигледно е потребно системско решение. Ние така како во приватниот сектор ќе мораме сега секаде во сите закони по сектори да напишеме дека е тоа така за некоја друга влада и оваа влада да не го злоупотребува тоа. Очигледно. Само уште една реченица ќе ве молам веќе. Широка е темата. Да, многу е широка темата затоа што Саше ја спомна инфлацијата. Инфлацијата можеше да се намали, она што зависеше од нашата држава, од нашата влада, доколку оној дел од нафтата, од нафтените деривати, од цената на нафтата, кој што е под контрола на владата, можеше да се намали. Доколку имавме поголемо производство на струја, доколку не бевме толку увозно зависни. Сега сите тие трошоци кои што не се превенирале на време, одат на грбот на стопанството. И стопанството дополнително и со зголемувањето на минималната плата, тие самите мораат да додадат на вредноста на производот или на услугата која што нудат. А приватниот сектор е оној што го Приватниот крепи сектор, буквално ете јавниот сектор. И оптоварувањето негово е се поголемо и поголемо. Тука суштински не се донесе мерка која што длабински ќе го помогне приватниот сектор за да може да биде релаксиран колку толку од оваа криза, иако знаеме дека понатака ќе биде и инфлаторната стапка се повисока, секој месец е веќе повисока. Очигледно Мојот заклучок е дека се темели на еден популизам, на еден маневар поради доцнети мерки и натаму ова. Еве да поедноставам во однос на поизгласувањето на законот за минимална плата им се случи домино ефект на лажниот популизам кој што се обидува го направат бидејќи очекуваат дека на некој начин ќе смируваат страсти и ќе креираат повисок простор за зголемување на нивниот рейтинг, но им се случи сосема обратното. Напротив, ја отворија Пандорината кутија, каде што гневот на граѓаните, односно на оние засегнати страни во општеството, почнува да излегува на површини, затоа се случуваат сите овие протести. Благодарам за... може слободно. Да најавам која сме веќе тука за некоја следна дебата. Ние на пописот се фокусиравме на вообичајните прашања и проблеми, а главните прашања и предизвици излегува од дискусот на расправата, тоа е прашањето на намалување на работно способно население во Македонија. Значи не само намалување на вкупното население, туку намалување на работно способно население. Спрема една анализа што ја видов 2002 кога бил последниот попис на еден човек над 65 години, условно да кажем пензионер, имало 6,2 помлади работно способни луѓе, сега е паднато на 3,8. Спрема некои теоретичари 4 е долната граница на одржливост, колку работно способни луѓе ќе плаќат за пензионери и колку ќе плаќат за администрација, бидејќи не се само пензионерите во прашање, туку треба да се финансира јавната администрација. Мислам дека со овој пристап на купи ден, продај ден, не гледаме ова огромната дупка и огромниот проблем на одржливоста на нашиот систем како таков, вклучувајќи го образованието, и мислам дека можеме да отвориме многу сериозна дебата на каде ќе се движиме со оно што е основна и додадена вредност на државата, образование, здравство, безбедност и другите сектори кои се необходни за функционирање на општество, и повторно дека од сите тие функции на државата образованието е фундаментална, пошто е инвестиција во еднината на општеството и на државата. Добро, одлична тема која што може да се дискутира на некој од наредните панел дискусии. Ќе земеме во предвид и од сега ви кажуваме дека ќе бидете еден од говорниците, бидејќи ги следите сепак тие општествени теми. Благодарам за
одвоеното време денеска. Им благодарам на граѓаните кои што исто така одвоја време во ова неделно пладне да речеме, да не слушаат. Има многу корисни работи кои што може владата да ги научи, но за жал фокусирана е повеќе на крадење и криминал. Не верувам дека ќе биде разумна и ќе ги сослуша сите барања и на просветните работници и укажувањето од опозицијата. Тоа го видовме веќе наназад со години, така да ни останува едно решение, тоа е предвремени парламентарни избори, каде што ќе почнат конечно се менуваат работите. Марија? Благодарам и од мене за се она што денеска го слушнавме, што го кажавте, што го споделивте, но јас би заклучила дека ВМРО-ДПМН е партија која што секогаш, дури и во опозиција, ги нуди најдобрите решенија кои што се за сите граѓани, така и ќе продолжиме. Механизмите сега не се во собрание. Со поднесување на законот очекуваме дека СДСМ ќе се одважи, ќе го прифати предлогот на ВМРО-ДПМН и ќе престанат дневно-политичките поени кои што сакаат да ги соберат на нивна сметка, дека секогаш нивните предлози се подобри. Реалноста е дека предлозите од СДСМ се катастрофални по работникот и по граѓаните, така што очекуваме во следната недела да биде прифатен предлогот на ВМРО-ДПМН и да се изнајде решение, односно да се прифатат барањата на наставниот кадар за покачување на платата. Благодарам и од мене до сите што не следеа и до вас уште еднаш. Благодариме, пријатно.